Минатата сабота почнавме, минатата сабота попладне, со темата небесна врата. И многу јасно е од Библијата, видовме дека претходно и отворени небеса, кој беше заслужен за тоа небото да се отвори за човечкиот род, тој е нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Исто таа небесна врата е истиот тој, некој друг. Сега, ако стигнеме, веројатно, ќе видиме, ќе зборуваме за вратата на трлото, ако стигнеме до трлото. Ако не стигнеме, тоа темата ќе носи некој друг наслов, ќе видиме. Ќе кажам, јас ако ставам во втора брзина, ќе стигнеме, зависи. Што спомнавме? Битие 3.24, кога човештвото паѓа во грев, Адам и Ева, ќе сгрешат и една голема лекција за тоа како Бог гледа на гревот, морал да ги истера од Едемската градина. И да го забрани влезот од Едемската градина со херовими и огнен меч таму, пламенен меч, кој што го прикажува Божјото присуство. И едноставно, како да Бог застанал тука и рекол, нема влегување, сгрешивте, стоп. Но знаеме дека и ги истера, што вели, источно од Едемската градина. Ево е интересно, ова како си размислувате, источно од рајот, источно од Едемската градина, што значи дека на нив Едемската градина им доаѓало на запад. Значи, требало да се движат, за да дојдат кај Господа, требало на запад да одат. Ава запад под наводници, немојте да... Кога ќе кажеме запад, и одма мислиме на... Значи, на запад требало да одат. И тука бил Бог. Каде бил влезот, еве ја спомнав минатиот пат и светињата, светилиштето. Каде бил влезот во светилиштето? На која страна? На исток. Значи, повторно, тоа е, нели, мојот пат е низ светилиштето, во светињата, како што белеше стихот во Псалмот, во Кинг Джеймс, за жал, во нашите преводи не е точно преведен, и, значи, грешникот, и тоа е патот, нашиот пат кон спасение, и кон повторна средба со Господа. Нашиот пат е, влегувате, значи, на исток е вратата и одите се движите кон запад, за да се сретнете со Господа. И во православието, за жал, се е испревртено, па дури и ова, значи, каде е влезот на црквата православна, секојаш? На запад. И оној дел, кај олтарот, кој свештеникот, нели, он се врти со грбот кон луѓето, и чати таму што прави, значи, каде се обраќа? Кон исток, на исток. Сосема спротивно од она како бил и храмот, нели, претходно на скинијата, шаторот, потоа и храмот и така натаму. Интересно е што во Езекијел, таму ако читате во 8 глава на Езекијел, се сеќавате она видение што му го дава Господ на Езекијел, меѓу другото таму вика видов 25 луѓе, кои што вика беа свртени со лицето вика кон исток, и што правеа? Кога ќе се свртиш на кај исток, што е тоа? Се вртиш на кај сонцето таму, кај што доаѓа сонцето и му се клања, вика, на сонцето. Му служеа на сонцето. И сега интересно е, не го знаев тоа, во католичката црква па спротивно било, значи, односно исто како... Меѓутоа сега не знам, еве може би Луиза тука може да ми помогне како свештеникот таму се обраќа, на која страна се врти, така да не е битно. Меѓутоа ми беше вака интересно како детаљ, па сакав да го споделам. Ако случајно се интересирате баш за стиховите, за тоа каде била вратата на светињата, тоа е Езекијел 44.1, имате стих, и Излез 38.13, два стиха, има и повеќе, меѓутоа овие се така појасни, каде што ќе видите дека вратата од светилиштето била на исток. Ја спомнавме и скалата, што Јаков ја видел, еве Јаков ни беше предмет на проучување и во пулката,
И таа скала и таа поврзаност со небото повторно го символизира Исуса Христа и Јаков тоа место од Луз, мислам дека се викаше, го нарекол Ветил, што значи Божи дом, и вели таму цртичка небесна врата или врата небесна, што исто така па тема сама по себе, дека Божиот дом треба да биде на некој начин небесна врата за оние што ги прима, луѓето кои што доаѓаат во црква, треба да се насочат фактички, нели, не буквално влегувајќи во црква, не влегуваат на небото, меѓутоа се насочуваат кон небото и таму треба да гледаат и да се насочат. Тоа е една од функциите на Божиот дом, на Божјата црква. Јасни се стиховите, Јован 14.6, јас сум пат, вистина и живот, или дела 4.12, дека нема друго име на земјата преку кое може да бидеме спасени. Значи, единствен влез во небото е преку Христа. Христос е таа небесна врата. И сега спомнавме тогаш, од секојаш луѓето сакале да си направат свој пат, алтернатива, свој пат за влез на небото. И тоа го видовме преку библискиот пример со градење на Вавилонската кула. Меѓу другото, кулата ја изграделе, нели, и во секој случај, ако Господ му текне да пушти пак потоп, да го избегна потопот, меѓутоа и да го достигнат небото, да си спечелат име, слава, своја слава. И Нимрод на Вавилон му ставил име Бабил или Бабилу, што значи Божја врата. Видите, баш алтернатива, алтернативен влез, демек, до небото. Меѓутоа не постои друг влез, освен преку Исуса Христа. Но Бог го нарекува Бабел од еврејскиот глагол Балал, што значи збрка, конфузија. И тоа е. И денешниот Вавилон е навистина збрка и конфузија, заедно со, почнувајќи од мајката, па сите оние керки нејзини, значи конфузија во секој поглед. Ако зборуваме баш околу, да речеме, науките кои што ги имаат, почнувајќи католичка црква и, односно сите, буквално сите религии незнабожички, кои што спаѓаат во Вавилон, сите застапуваат спасение со дела. А тоа значи во преносна смисла градење на кула, значи сам некако да се искачам на небото. Што ја видовме во пуката, тоа добро го видовме дека не е возможно. Значи не е можно ние самите да се спасиме. Ако беше можно, тоа зошто Исус беше пратен. Меѓутоа не е можно, не постои друг начин освен преку Христа. Влезот на небото е само преку Исуса Христа. Сега, кога зборувавме за вратата, влезот во светилиштето, знаете, таму немало класични врати, туку оние завеси, кои што видовме минатиот пат дека сите, и првата, и втората, и третата, пошто нели имало три, влезот во предворието, влезот во првиот дел и влезот во светињата на светињите, сите биле исти, со исти бои, разликата била само што на третата имало извезено херовими, што може би алудира на она херовимите со пламенен меч, знаете, тоа е најсветото место тука. Треба да влеземе, ама за да влеземе таму, треба да го изодиме патот. И што видовме? Видовме сина боја, видовме пурпурна, темно-црвена и црвена. И ги анализиравме минатиот пат. Сите тие имаат своје значење. Сината боја означува послушност. Пурпурната боја, ако читате во Јован 19 глава, нели, кога се изигравале со Исуса, кога се подсмевале со него и сакале да, му ставиле трнов венец и го наметнале со наметка со пурпурна боја, значи тоа е царска боја, пурпурната. И црвената, која што символизира жртва, крстот, ако сакате, крв, но и понизност. И тука некаде од прилика застанавме, ја би сакал сега да продолжиме од Филипјаните 2 глава, од 5 стих, оние прекрасни стихови кои што го покажуваат Исуса, кој бил тој негов пат, за да ни го отвори небото повторно.
за да не врати кај Господа. На кој начин тој тоа го направил? Значи, Филипјаните, послание до Филипјаните, 2 глава, ќе читам од 5 стих. Имајте ја во себе истата мисла која беше и во Исуса Христа. Значи, размислувате исто како и Исус Христос. Како размислуваше тој? Ако тешко нас ке беше, ако вака не размислуваше, немаше да направи ништо и немаше се симне долу да стане како еден од нас. Туку тој што направи? Кој иеко е во Божие обличие, не го сметаше како грабното, тоа што е еднаков со Бога, туку се лиши сами од себе. Значи, се откажа од небото, се откажа од престолот, се откажа од сето тоа. Значи, ни Мојсей, ни никој, овие што ги спомнавме, не можеме да ги споредиме со ова нешто. Значи, Исус е најголемиот пример за се. Се лиши сами од себе и зеде обличие на слуга, станувајќи сличен со луѓето. И откако се најде во лик како човек, тој се понизи сами од себе. Еве ја понизноста. И стана послушен до смрт. Еве ја послушноста. Еве ја смртта, црвената, сината боја. Дури и до смрт на крст. Затоа и Бог го превозвиши и му подари име. Еве го начинот како да се дојде до име. Не како вавилонците што сакаат да си заработат за самите за себе име и своја слава. Туку прославувајќи го Господа, Господ ќе те превозвиши, откако ти ќе се понизиш, ќе претрпиш жртва и ти заради него, заради сами од себе, заради тоа што носиш грешна природа, па треба да поминеш низ тесната врата. Значи, кога зборуваме веќе за Исуса како небесна врата, таа врата и меѓу другото и Библијата нарекува како тесна врата. Широката врата е друга. Или пат, тесен пат, широк пат. Затоа и Бог го превозвиши и му подари име што е над секое име, и во Исусовото име да се поклони секое колено на оние кои се на небото и на земјата и под земјата. Еве го царот, еве како се зацари Исус. И секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ, за слава на Бог, на Бога Таткото. Прекрасни стихови кои што ни покажуваат и нам, значи една патека по која што би требало да се движиме, и тоа е таа небесна врата. Значи, ако сакаме да влеземе низ небесната врата, тоа треба да биде примерот. Или Прво Петрово, еве ќе прочитам и таму убави стихови, Прво Петрово послание 2 глава. Каков пример ни остави Исус? Прво Петрово 2 глава, од 21 стих. Прво Петрово 2 глава, од 21. Зашто за тоа сте повикани, зашто и Христос страдаше за вас и остави пример за да врвите по неговите стапки. Тој не направи греф и не се најде измама во неговата уста. Така треба да биде и со нас. Тој кој беше навредуван не враќаше со навреда. Кога страдаше не се закануваше, туку се предаде себе си на оној кој суди праведно. Господ знае зошто вака, Господ знае зошто тече мојот живот вака, Господ знае зошто вака ми се случуваат некои нешта, Господ знае. Предади му на Господа се. Тој сам во своето тело ги понесе нашите гревови на дрвото, да ние умирајќи за гревовите, значи мора да умреме за гревовите, да живееме за правдата, преку неговите рани се исцеливте. Ова е една допирна точка со она тема како да бидеш среќен. Значи, кога ќе бидеш ранет во животот, кога ќе доживееш некои работи, помисли на тоа што Исус стори за тебе, помисли на неговите рани. И тоа ќе ти донесе исцеление. И вели 25 стих, зашто скитавте како овци, но сега се вративте при пастирот и чуварот на вашите души. За скитаните овци, тргајки по Христа, влегувајки низ таа врата, доаѓаат во Божјето стадо, во Божјето трло. И веќе не скитаат, тука се згрижени, тука се на сигурно. Тоа е она што ќе го видиме следно. Го доаѓаме, значи, кај нашиот пастир, кој што е чувар на нашите души.
И сега, ајде, да малку да почнеме од 23-тиот псалм, познатиот псалм, но да се подсетиме на преценониот прв стих, кој што е неверојатен, кој што, ете, има допирни точки со поуката од ова тромесечие. Што вели? Господ е пастир мој и ништо нема да ми недостасува. Ако Господ е пастир мој, ако јас сум во неговото трло, ништо нема да ми недостасува. Ама ништо. И на зелени пасишта ме води, ми дава починка, при тивки води ме води, ја освежува мојата душа, ме води по патеките на правдата поради своето име. И ако тргнам низ долината на смртната сенка, нема да се уплашам од злото, зашто ти си со мене, твојот жезл и твојата палка ме утешуваат. Приготвуваш трпеза пред мене, пред погледот на моите непријатели, замислите си. Починка, трпеза, значи грижа за твоите потреби пред очите на непријателите. Сосеме си мирен, сосеме си задоволен со се имаш, ништо не ти недостига, пред очите на непријателите. Нема страв, нема ништо. Тој е твојот чувар, тој е пастирот. Тој ти дава одмор. Интересен е начинот како тоа Матеј го опишува, како ни дава Господ одмор. Дали некој го спомна, ако не се лажам овој стих денеска? Ако не беше Зоран. Матеј 11 глава, да се подсетиме на овие стихови, 28 до 30. Дојдете при мене сите кои се трудите и сте обременети и јас ќе ви дадам одмор. Земете го мојот јарем на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце и ќе најдете одмор на своите души. Зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно. Одмор наоѓаме со тоа што ќе влеземе во јаремот со Христа. И ова има многу смисла, сме зборувале порано. Јаремот, знаете што е јарем. Се впрегнуваат два вола и се пуштаат да работат, значи да двата да одат во исти правеци, така натаму затоа со таа цела. Сега, кога ние сме во јаремот со Христа, ако одиме по свој памет, ќе не боли. Вратот, ајде, буквално вака, сега кога станува збор за јарем. Ама ако слушаме, каде што води тој и ние таму да одиме, нема ништо да не боли. Секи не биде, тоа е одморот. Тоа е одморот. Ја прифаќаме неговата волја, ја твориме неговата волја и тоа е одмор за нашите души. Евреите 4.10 што вика? Евреите 4.10, ајде, не мора да одиме, ама ајде ќе отидеме сепак. Позната глава, познат стих за починката, за одморот. Имено кој влегол во неговата починка, тој се одморил од своите дела, како и Бог од своите. Тоа значи, во јаремот со Христа, бата ли ти, што ќе ти дојде тебе на памет или не знам ти што сакаш, ќе постигнеш нешто или не, остави се на Христа, остави се на Бога, тој води, одмори се ти од твоите дела. Тоа е оправдување со вера. Тоа е одморот, тоа е влезот низ таа врата, тоа е починката за разлика од сите други кои што се дел од Вавилон, кои што всушност застапуваат нешто друго. Оправдување со дела, затоа и неделата е како символ на оправдување со дела. А саботата е символ на оправдување со вера, затоа што саботата само по себе е починка, знаем. Сега ќе отвориме во Јован 10 глава, значи сепак стигнавме до трлото, познатата глава, каде што се спомнува добриот пастир носи наслов, меѓутоа овде се испреплетува два назива за Христа. Ако читаме од 1 до 14, ќе видиме првен се спомнува добриот пастир, Исус како пастир на овците, потоа Исус како врата на трлото и потоа пак Исус како пастир. Не е ова ништо чудно. Имајте предвид и ова, значи први на почетокот од главата се дава изнесувањето на овците од трлото, значи пастирот ги повикува по име, тие го познаваат, одат по него и одат на паша. Сега кога се на паша, таму на поле некаде,
некој се случувало дури пастирот да преноки таму со своите овци, таму произволно се правило нешто као со трња, со не знам што, за да се соберат овците, а самиот пастир бил вратата, всушност, ке легнал на влезот и тој бил тука и чувар и заштита од разноразни зверки и непријатели и така натаму. Затоа и така во оваа глава. Да читаме. Од први стих. Вистина, вистина ви велам, кој не влегува низ вратата во овчарникот, а прескокнува од друга страна, тој е крадец и разбойник. За крадците и разбойниците, кои сака да слуша вечер, кој ќе се стемни на вечерното богослужение. Тоеш има така по асоцира на крадци, на разбойници. Има некој кој што не влегува низ вратата, туку скока преку зидот или оградата на трлото, тој е вели крадец и разбойник. А кој влегува низ вратата, пастири на овците? Нему вратарот му отвара, а овците го слушаат неговиот глас и ги вика своите овци по име и ги изведува. Ова остав печаток дека па и така се правило во тогашно време. Во едно трло имало овци на повеќе собственици. И сега доаѓа пастирот, собственикот на еден дел од овците, ги повикува и тие го познаваат неговиот глас и излегуваат само тие овци. И тргаат по него. Тугинецот не го познаваат, неговиот глас. Која ќе ги истера своите овци, оди пред нив и овците одат по него, зашто го познаваат неговиот глас. По тугинецот никако не одат, туку ќе побегнат од него, зашто не го познаваат гласот на тугинците. И вели и 6 стих, за жал, уште еднаш Исус не бил разбран. Исус им ја кажа оваа споредба, но тие не разбраа што беше тоа за кое што им зборуваше. И сега од 7 стих го кажа во овој втор дел и вели, Исус им рече пак, вистина, вистина ви велам, јас сум вратата на овците. Сите кои дојдоа пред мене се крадци и разбойници. Повторно крадци и разбойници. Први го имаме вистинскиот пастир, овците што го познаваат него, но има и крадци и разбойници кои што скокаат од околу, не влегуваат низ врата. Сега имаме крадци и разбойници кои што вели Исус дојдоа пред мене, тие се крадци и разбойници, а јас сум вратата на трлото. Но овците вели не ги послушаа неговите овци. Јас сум вратата, кој ќе влезе низ мене, овој клучниот стих. Јас сум вратата, кој ќе влезе низ мене, ќе биде спасен. Ќе влегува и ќе излегува и ќе најде пасиште. Крадецот влегува само за да што? Да украде, да направи белја. Да украде, да заколе, ти станува збор за овци, нели? Да заколе и да погуби. А вели, јас дојдов за да имаат живот и да го имаат изобилно. Вечен живот. Не само живот овде, туку и вечен живот. И јас сум добриот пастир. И сега продолжил пак со добриот пастир. Добриот пастир го дава својот живот за овците. Значи, ќе легне, ќе биде и врата, и пастир. И ако налета било што, јас се сеќавам кога бев на војска на Скопска Црна Гора, имаше таму доста бачила, албанци претежно беа. Луѓе, имаше и волци и мечки. Може да замисли сега да сте вие ноќе некаде таму како браник меѓу непријателите и имаше една ситуација со мечка, не ја видовме, меѓутоа ми кажуваа дека пукал некој, значи, по мечката од војниците. И мислам дека сум ви го кажувал тоа еднаш. Бев со едно албанче јас во патрола и седнавме да јадеме. Некои конзерви, местни нарезок, нешто беше. Можда беше и свински, ама нема врска. Он си јадеше, не пред другиот, не смееше, ама вака насамо си јадеше. И сега он свртен со навака, јас натака, и сега имаше некои крави таму, некој вол, и викна тоа кравата, а тој период се слушаше дали за мечката, дека мечка е присутна тука, да треба да внимаваме и така. И овој која скокна, која се уплаши, да кажем, ја почна да се смеам, затоа што ја гледам дека е крава, но он не гледа. А сличен е звукот, знаете, и мислише дека е мечката.
Значи има и мечки, има и волци. Ми доаѓа сега на памет Давид, исто како добар пастир, кој што и со лав, вели, и со си имал работа, значи се грижал за овците. Тука, вели, ако е потребно и животот ќе го даде, тој е добриот пастир. Наемникот кој не е овчар, кум овците не му припаѓаат, го гледа волкот како доаѓа, ги остава овците и бега, а волкот ги разграбуваат и ги распрснува. Ги разграбува и распрснува. Зашто е наемник и не се грижи за овците? Јас сум добриот пастир, повторно 14 стих, и ги познавам моите и моите ме познаваат мене. Сега, пошто зборуваме за вратата небесна, ќе се задржиме, иако многу има тука што да се зборува за нашиот пастир, меѓутоа вратата не интересира. И реков оној клучен стих, 9. Јас сум вратата, и сега што не обезбедува Исус овде? 3 клучни работи. Јас сум вратата, кој ќе влезе низ мене. Значи, нема поинаков влез. Не постои поинаков влез. Тоа важи и за сите на оваа планета, од разноразни верски заедници. Јас сум вратата, кој ќе влезе низ мене, ќе биде спасен. Спасението не е можно без Исуса Христа. Само преку Него, влез преку Него. Значи, ни дава спасение, ни нуди Исус како врата, ни нуди спасение. И вели овде, овој превод не е баш најпрецизен, вели кој ќе влезе низ мене. Динамичниот вели, така и во некој од странските преводи, англискиот мислам дека беше секој кој ќе влезе, секој. Значи слободно е даден избор на секој кој што сака да влезе низ таа врата, тој ќе биде спасен. Кој сака нека е. Тоа е милоста Божја. Спасението е понудено секому. Секој кој што сака да се напие од таа вода, нели? Како што вели Откровение. Повик упатен до секого, како Јован 3,16. Значи секој оној кој што верува. Секој што сака да влезе. Сега спомнавме тој влез, тоа е тесна врата, тука треба човек да се откаже, значи затоа и потребна и таа понизност и таа жртва, што ја спомнавме претходно, преку примерот што Исус ни го оставил, затоа што вели, кој сака да тргне, да оди по мене, што треба? Треба да го земе крстот, да се откаже од себе, да го земе крстот и да тргне да ме следи. Тоа е нашиот дел. И сега, што друго нуди оваа врата? Значи, јас сум вратата, кој ќе влезе низ мене, ќе биде спасен, ќе влегува и ќе излегува. Претходно на оној што ќе влезе, ќе биде спасен, се сеќават и за Ноевата арка, кога ја разгледувавме како слика за Христа, и Ноевата арка имаше само една врата. И секој кој што влезе низ таа врата, беше спасен. Беше сочуван од неволите и од потопот. Оние кои што не влегува, оние кои што можеби си градеа некои своји кули, свој замислен пат до спасение, сите загинаа во водите. Второто, значи, што го спомнав овде е ќе влегува и ќе излегува. Ова се спомнува на повеќе места во Библијата. Значи, ова значи сигурност. Влегувате, излегувате. Излегувате, значи, и надвор од трлото, и пак влегувате низ таа врата. Ви сте сигурни. Затоа што пастирот е со вас, вие сте дел од неговото стадо. Второ Законие 28.6, еве два стика ќе спомнеме во контекст на ова влегување и излегување. Второ Законие 28.6. Благословен ќе бидеш кога ќе влегуваш, благословен кога ќе излегуваш. Ако си дел од неговото стадо, ако тој е твојот пастир, нема ништо да те не достига, нема што да се плашиш, благословен ќе бидеш и кога ќе излегуваш и кога ќе влегуваш. Или Псалм 121. Ќе прочитам целиот, прекрасен, не е голем. 121 Псалм.
Господ мој пазител, овде носи наслов Константинов. Ги подигам моите очи кон горите, од каде ќе ми дојде помош. Мојата помош е од Господа, кој ги создаде небото и земјата. Тој нема да остави да се сопне твојата нога и тој нема да задреме твојот чувар. Не дреме и не спие тој, Израелевиот чувар. Господ е твој пазител, Господ е твоја сенка на твојата десна рака. Сонцето нема да ти наштити дење ни месечината ноќе. Господ да те чува од секој зло, да ја чува твојата душа. Господ да го чува твоето излегување и враќање од сега и довека. Прекрасен псалм. Повторно, сигурност, заштита. Тоа е она што го нуди Исус Христос, кога ќе влеземе низ таа врата. Задоволство, ситост, како да кажам, баш пак 23-тиот псалм, првиот стих, значи ништо нема да ти недостига. И овде тоа се спомнува во 3-тиот дел од 9-тиот стих од Јован 10:9. Значи, јас сум вратата кој ќе влезе низ мене, ќе биде спасен, ќе влегувајќи, излегувајќи, најде пасиште. Пасиште. Секогаш свежо пасиште, секогаш свежа храна, тоа е добриот пастир, за разлика од оние другите пастири кои што се спомнати во Езекијел 34 глава, што вели газат, ја газат таа трева, газат по потокот, по она питка вода и овците после што ќе јадат и што ќе пијат. Изгазено, извалкано, нечисто, неквалитетно. Пак за кратко во 23-тиот псалм, значи првиот стих го спомнав, ништо нема да ти недостига, а 5-тиот стих го кажав и тоа претходно кога читавме, приготвуваш трпеза пред мене, пред погледот на моите непријатели. Значи, и мојата чаша се прелева. Имаш се. Господ се ти осигурал. Се она што ти треба. Значи, и спасение, и сигурност, заштита, и задоволство, задоволен од Него. Но за разлика од ова што го нуди Спасителот, ова што го нуди пастирот, ова што го нуди таа врата која ќе влезете низ неа, значи на сигурно, што нуди непријателот, што нуди тугинецот, што прави крадецот, како што читавме во 10-тиот стих, крадецот влегува само да украде, да заколе и да погуби. А Господ Исус дојде, јас дојдов, вели, за да имаат живот и да имаат живот изобилно. Непријателот што има за цел? Овде оној крадец. Да ти го уништи животот. Да ни ја украде радоста. Сегавате псалмистот Давид кога се моли во 51-иот псалм. Врати ми ја радоста на спасението. Радоста на спасението е токму во Евангелието, кога ќе го сватите исправно, а тоа е, ја опфаќа темата за оправдување со вера. Ако беше до нас, ние сите сме пробале, да не се лажеме, сите, па ја и така на почетокот бев и научен, пред кога ме спремаа за крштевање, дека треба да го држиш законот, треба ова, треба она, кој што нели често пати така знае да ни дојде во ум, треба, не дека не треба, ама погрешно ги поставуваме некојаш работите. Треба ова, треба она, треба вака, треба така и на крајот ќе се истоштиш, ќе се разочараш, ќе нити радост имаш, нити ништо. Нема тука радост. Во спасение со дела, кога ти се трудиш, нема радост. Нема тука радост на спасението. Радоста е и тоа Евангелие, таа радостна вест е радостна вест заради тоа што тој направил, тој може, јас не можам. Тоа е радост. Ако беше поинаку тогаш, ништо. Јамката да си ставевме сите и нема. Нема спас. Како може некој од нас да се спаси? Како може некој од нас да стигне до небото, да го заработи спасението? Не е возможно. Значи, крадецот ти го уништува животот, ти ја краде радоста. Едноставно ти уништува целта на животот. А животот ти го прави безцелен.
Па зарем тоа не е случај во светот се повеќе и повеќе? Што гледаме? Еве во Македонија, не знам дали следите, ама од нова година навака, така барем забележав, не дека немало и порано, ама не ти убиства, не ти самоубиства, не ти, не знам, разочарани, млади, стари, па ситуацијата кај нас па каква е. Меѓутоа, сите тие околности не можат и не смеат да влијаат на нас, ако ние сме во тоа сигурно трло, ако сме влегле низ таа сигурна врата. Господ ќе ни даде и радост, и живот, и сигурност, заштита комплетна, со секи бидеме задоволени на оно што е добро за нас, нормално, и нема да има пристап до нас крадецот и разбойникот, односно непријателот. Дека му е слава на Господа за сите овие убави зборови, овие вистини што ни ги открил, а реков вечера кој сака да дојде ќе слушаме за крадци и за разбойници. Слава нека му ще еднаш. Амин.